Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Божја помош во различни животни ситуации. Кога се соочуваме со искушенија. Апостол Јаков пишува: Сметајте ја за чиста радост, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение. А трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни, без никаков недостаток. Потоа апостол Јаков вели понатаму: Блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Но, ниеден да не вели, кога е искушуван, Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото, и самиот тој никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена похот, која го влече и го мами. Потоа похотта зачнува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. Ова стои запишено во посланието до Јаков, односно од Јаков, 1 глава, 12 до 15 стих. Апостол Павле напишал: Никакво искушение не ве постигна, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде излез за да можете да го издржите. Ова стои запишено во првото писмо до Коринтјаните, 10 глава, 13 стих. Кога ти треба водство. На секој човек му е потребно водство. Но, најсигурниот водач е нашиот Господ Исус Христос. Библијата вели: Надевај се на Господ со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеќи. Поговорки, 3 глава. А апостол Јаков запишал: Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бог, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Кога ти треба опростување. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости нашите гревови и да не очисти од секоја неправда, пишува апостол Јован. Зашто немаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен гревот. И така, да пристапуваме смело или храбро кон престолот на благодата, за да примеме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Евреите, 4 глава, 15 и 16 стих. Кога имаме многу проблеми и многу грижи. Библијата вели: Довери му ја на Господ сета своја грижа и Тој ќе те подкрепи. Не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. Тоа стои запишено во Псалм 55, 22 стих. Потоа апостол Петар вели: И така, понизете се под силната Божја рака, за да ве возвиши во вистинско време, и секоја своја грижа фрлете на Него, зашто Тој се грижи за вас. Кога се соочуваме со секакви опасности, Библијата и овде го охрабрува секој верник, велејќи: Ти, кој живееш под покрив на Севишниот, што се одморуваш во сенката на Вседржителот, речи му на Господ: Прибежиште мое, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам, зашто Тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор, ќе те заштити со своите крилја и ќе се засолниш под неговите крилја. Неговата вистина е штит и закрила. Не ќе се боиш од ноќен страв, ниту од стрелата што лете дење, ни од помор што се подкрадува во темнина,
ни од гибелта што опустува напладне, и нека паѓаат илјади покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твое засолниште, го избра Севишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот шатор, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Ќе те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Со ногата ќе газиш лав и лутица, ќе ги згазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби, ќе го закрилам зашто го познава моето име. Ќе ме повика тогаш и јас ќе го услишам. Со него ќе бидам во неволјата, ќе го спасам и ќе го прославам. Ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение. Ова стои запишено во Псалм 90. Потоа, во Псалм 121 е запишано: Ги подигам моите очи кон горите, од каде ќе ми дојде помош. Мојата помош е од Господ кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да остави да се сопне твојата нога и тој нема да задреме. Твојот чувар не дреме и не спие, тој, Израелевиот чувар. Господ е твој пазител, Господ е твоја сенка на твојата десна рака. Сонцето нема да ти наштети дење, ни месечината ноќе. Господ да те чува од секое зло, да ја чува твојата душа, Господ да го чува твоето излегување и враќање од сега и довека. Кога си во финансиска криза, Библијата и овде дава охрабрување, велејќи: младите лавови трпат беда и гладуваат, а кои го бараат Господ не трпат оскудица. Псалм 34. Потоа во Псалм 37 е запишано: млад бев и остарев, но не видов напуштен праведник или неговите деца да просат за леп. А мојот Бог, пишува апостол Павле, ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. Послание до Филипјаните, 4 глава, 19 стих. И на крајот, кога некој се сомнева во своето спасение, а Библијата вели да не се сомневаме, еве неколку цитати за сигурноста на нашето спасение. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот, има живот. Кој го нема Божиот Син, нема живот. Ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Исус Христос вели: моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам, и тие идат по мене. Јас им давам вечен живот, и никако нема да загинат, и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко, кој ми ги даде, е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Евангелие според Јован, 10 глава. Кој ќе ги обвини Божите избраници, пишува апостол Павле? Бог ли, кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Исус Христос ли, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бог и кој се застапува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Притеснувањето? Или гонењето? Гладот или голотата? Гибелта или мечот? Како што е напишано: заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за клање. Но во се ова победуваме надмокно, преку оној кој не возлюби. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината,
ниту силите, или височината, или длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Христа Исуса, нашиот Господ. Ова стои запишено во Римјаните 8 глава од 33 до 39 стих. Божји благослов, почитувани слушатели. Амин.